Последниот износ за потрошена струја и онака нарушеното здравје на Јорданка Петровска дополнително и го влошило. Стресот и високото ниво на шекер во крвта е причина зошто оваа жена се движи со краен напор. 6500 денари месечна сметка е шок за 66 годишната пензионерка, која живее сама и, како што тврди, досега ретко кога вклучила пегла или нешто друго во штекер. Од електрика скоро ништо не се користи. На дрва се топлам, на дрва вода греам, на плин готвам. Пегла 2 години немам уклучено. Пералната 2 пати у месец. Пошто јас сам сама, ја не валам кој знае колку. Али 6500 на мојта болест е многу голема, мака прво кога видеја сметката. Јас беше целата потресена. Последната сума е врв од она што Петровска во последните месеци примала како сметки за потрошена струја. Се било добро до октомври лани, кога за нејзе нормалниот износ од 1300 денари месечна потрошувачка од необјасневи причини за нејзе скокнал на 3600 и сега за дупло повеќе. Побарала објаснување од Евана, но не добила одговор. Звониме неколку пати на нивниот број. И мажу ми звони и јас звонам. Значи упорно звонеме од понеделник сабајле. 2 дена упорно се звони. Никој не се јавува, само музика и почекајте. Музика и почекајте, 2 дена никој не се јавил. Мојот сопруг иде у понеделник сабајлето, околу 8 сато, и господјата што работе на шалтером му кажала да одеш дома и да си звониш. Ние од тука не можеме да те оправиме. Од Евана со следниот одговор за случајот со енормната сума од последната сметка за потрошена струја на Петровска. По конкретниот случај, поради отсутност на собственикот на броилото, но и заштита на отчитувачите од евентуална зараза од корона, во последниот период не е отчитано броилото на корисникот. Секако истиот може да пријави состојба преку веб страната evanaonline.mk, преку мејл, телефонски и во приемните канцеларии на корисничките енергоцентри на електродистрибуција, при што нашите служби ќе ги направат соодветните корекции. Ова непријатно искуство, за како што тврди нашата соговорничка ја чини изгубено здравје, не го посакува никому. Затоа секој што ќе добие сметката, секој да си провере и знаеме ние сите просечно колку трошиме. Секој да си ја провере сметката и ако сме повеќе да реагираме, може да и од Скопје ќе се преземе некои мерки. Во меѓувреме, Јорданка се надева на разбирање од Евана и за корекција на сумата за која нема потрошен киловат повеќе отколку што ја е потребно.